Повеќе од 2 месеци Врховниот суд не носи одлука за вонредното преиспитување на пресудата за случајот 27 април и тактизира со судбината на осудените. Председателката Беса Адеми вели дека предметот е распореден кај судија кој постапува. Нема никакви пречки за одлуката да биде донесена, но тоа не се случува, а од судот немаат конкретно објаснување зошто. Одбраната посочува дека пред 3 месеци го добиле одговорот од Републичкото јавно обвинителство и според нив не е јасно зошто судот се уште не одлучува. Тоа мора да биде одлучено во промптен и во многу брз рок, затоа што секое понатамошно одоговлечување ќе укажува на тоа дека со одлучувањето на Врховниот суд се тактизира, од која причина за мене непозната. А и од друга страна, единствена пречка за поднесување на апликација пред судот во Страсбург е фактички немањето на пресуда од страна на Врховниот суд. Републичкото јавно обвинителство 4 месеци го подготвуваше негативното мислење кое го достави до Врховниот суд на почетокот на оваа година. Според обвинителството, Врховниот суд треба да го одбие барањето за преиспитување на одлуката и да ја потврди правосилната пресуда. Врховниот суд може да ја потврди пресудата, да ја укине и да го врати случајот од почеток или да ја преиначи правосилната пресуда. На почетокот процесот почна против 33 обвинети, но по донесувањето на законот за амнестија во 2018 беа помилувани 15 лица. Апелацискиот суд им ги потврди пресудите на осудените од првостепениот суд, но им ги намали затворските казни за 1 до 2 години. Вкупно за 16 осудени доделени се 188 години затвор. Без одлука на Врховен суд, осудените ги немаат искористено сите правни инстанции во земјава за да можат да поднесат апликација во Страсбург. Познавачите коментираат дека токму ова веројатно е причината зошто предметот се држи во фиока.